Општина Прилеп како најголема по површина општина од сите во Република Македонија располагаше со околу 5000 светилки, претежно стари живини светилки, распоредени во градот Прилеп и во околу 40 населени места на целата територија. Состојбата во 2006 година беше таква да општината имаше буџет со кој најголем дел од средствата се трошеа за електрична енергија и мал дел за тековно одржување, така да неминовна беше изградбата на нови мрежи за јавно осветлување, која што претходно да речам воопшто немаше и градот беше во полумрак. Општина Прилеп успеа со сопствени средства во 2008 година да направи енергетска реконструкција на јавното осветлување со целосна замена на сите овие 5000 светилки со нови енергетски ефикасни светилки и поставени беа нови 2000 светилки на целата територија. Беа заменети сите живини светилки со натриумови и флуоресцентни. Висината на проектот беше околу 18 милиони денари, финансирани од сопствен буџет на општината, а проценатата заштеда на електрична енергија изнесуваше околу 50% на годишно ниво. Повраток на средствата беше очекуван за 3 години, но со покачувањето на цената на електрична енергија истиот се смали на 2,5 години. Во бројки тоа е околу 8 милиони денари на годишно ниво во 2008 година, односно 10 милиони денари заштеда во 2012 година. Со тоа општина Прилеп се вбројува во првите општини која изврши ваква замена на светилките од јавно осветлување. Ваквата заштеда на електричната енергија ни остави можност за инвестирање во јавното осветлување, што дотогаш не беше можно заради висината на распределбата на буџетот. Дефинитивно, Прилеп е еден од најсветлите и енергетски ефикасни градови на ниво на Република Македонија. Во изминатиот период од 2008 година до 2016 година изградено е ново осветлување на многу локации во градот, како во централното, така и во периферното подрачје, односно како во градот, така и во селата. Вкупната должина на ново изграденото јавно осветлување е околу 20 километри нови мрежи. Би сакал да ги набројам следните локации на кои е поставено јавно осветлување. Тоа е пешачката патека во Варош, пешачките патеки на Цветната улица кај Бајната и зад СИЗот, пешачката патека кај Градскиот пазар, паркот пред Комерцијална банка, плоштадот пред Домот на културата Марко Цепенков, Старата чаршија, градскиот кај од двете страни, потоа улицата Победа и улицата Павел Шатев во Типската населба, паркот на Могилата, паркот кај судот, осветлување на кружниот тек кај поштата, потоа улицата Дамнички Завој и улицата Ердован Шабановски, улицата Самуилова на влезот од населба Точила, улица Александар Македонски, односно влезот кај Лукоил, потоа клучката кај Лукоил и клучката кај Салида, осветлување на споменикот Карпалак, зградите на улица Велко Влаховиќ, тоа е под касарните, улица 11 октомври во делот на градинката Тризла, улица Архимедова, улица Александар Македонски крак кај фабриката 11 октомври, улица Тетовска, улица Цане Козмановски крак кај пиварата, улица Ило Попадинец кај бараките, улица Београдска, Трајко Николовски дел кај мостот и магазините на поранешен Центропромет, улица Андон Слабејко, улица Савска, потоа парковската површина околу зградите во населба Вишне, на улица Наум Наумовски Борче, кружниот тек на улица Александар Македонски, со улица 11 октомври и улица Октомвриска, булеварот Гоце Делчев кај Жито Прилеп, паркот во село Големо Којнари, целосно осветлено село Марул, село Волково, село Беловодица, село Штавица и други локации. Сите овие ново осветлени локации се изградени токму со средствата кои општина Прилеп успеа да ги заштеди од електрична енергија преку замена на старите живини светилки со нови енергетски ефикасни и моментално се инсталирани околу 7000 светилки, односно бројот на светилките е зголемен за околу 40%. Тековното одржување е постојано и најголем дел од времето се посветува токму на тековното одржување и тоа се изведува секојдневно преку пренаоѓање и евидентирање на дефектите кои најчесто се пријавуваат од граѓаните и тоа преку проектот пријави проблем и потоа истите се процесираат и се предаваат на изведувачот за нивно санирање. Тука е многу битно да се спомене дека општината нема доволно капацитет сама да ги пронајде и детектира овие дефекти на терен заради големата површина и големиот број на светилки, па заради тоа клучно е граѓаните сами да пријавуваат вакви дефекти. За таа цел
и олеснување на сето ова е смислен токму проектот Пријави проблем, така што секој граѓанин може да пријави проблем не само на јавното осветлување, туку и други проблеми од комуналната природа на телефонскиот број 412 30 или преку веб страната на општината кај делот на Пријави проблем. Од кога ќе се евидентираат дефектите, најпрво се прави селекција на тежината на проблемот во смисла колкав дел од градот е останат без осветлување, односно приоритети се даваат на дефектите како останување без светло, например, цела населба или на дел од градот или селото, а потоа поправка на единечни светилки. Токму од овие причини може да се случи да поправката на единечна светилка подзакасни, иако кон брзината на интервенција може да влијаат и самите временски услови, оддалеченоста каде што се јавува проблемот, тоа најчесто се кај селата, како и непрецизно пријавување на проблемот како во опис, така и во точна адреса. Друг проблем кој што се јавува и влијае врз брзината на интервенција, посебно кога имаме дефект на мрежата, е редоследот на интервенирање и запазување на безбедноста. Најчесто овие дефекти се јавуваат кога имаме лоши временски услови, ветар, силен дожд, снег и слично, бидејќи најголем дел од мрежата на јавното осветлување е воздушно. Од тие причини се појавуваат дефекти во исто време на мрежата на Евана, пак мора да се чека да се заврши интервенцијата и поправката врз нивната мрежа, потоа да се интервенира врз нашата. Од друга страна пак сме ограничени и до самиот пристап на трафостаниците, каде се сместени стартувачките уреди, бидејќи истите се собственост на Евана и потребно е нивно присуство кога имаме поправка на вакви дефекти. Токму затоа, заради зголемување на брзината на интервенција, општина Прилеп последните 2 години и пристапи кон дислокација на овие уреди надвор од трафостаниците во разводни ормарчина, кои што се сега во наша собственост. Дислоцирани се вкупно 50 мерни места, што е околу 40% од сите мерни места во градот, но замената се планира да се продолжи до дислоцирање на сите мерни места, како во градот, така и во селата. Тоа ќе им даде поголема брзина на интервенција и можно инсталирање на други уреди за интелигентно управување со јавното осветлување, кој би било во втора фаза после завршување на оваа целосна дислокација. Оваа година и во периодот кој што следи продолжуваме со активностите согласно програмата за јавно осветлување, при што би сакал да објаснам како се изработува истата. Програмата за јавно осветлување се носи врз основа на прибраните барања од урбаните заедници, потоа увид на состојбата на терен и висината на средствата кои што се пробираат од самата комунална такса за јавно осветлување, како и средствата кои што се собрани од така наречените комунали или надоместок за уредување на градежно земјиште, во кој одреден процент отпаѓаат за изградба на јавно осветлување. Како изминатите години, програмата секогаш се движи во правец на задоволување на потребите за проширување на јавното осветлување, користење на енергетски ефикасни светилки со цел заштита на електрична енергија и други софистицирани уреди за интелигентно управување со јавното осветлување. Приоритети во ова и во година и во наредниот период кој што следи, секако е проширувањето на јавното осветлување, кој ќе се фокусира на повеќе локации во градот, пред се онаму каде што воопшто нема јавно осветлување. И за таа цел во тек е изработка на проектна документација на улиците 11 октомври од кружниот тек Солино до мостот на Табана, улица Блаже Ивановски дел, улица Александар Македонски дел, улица Цар Самуил, улица Ради Ивановски, улица Дебарца, улица Савска, улица Кордун, улица Ѓоре Ѓоревски, улица Архимедова дел, осветлување на стадионите во Селалинци, Мало и Големо Којнари, Канатларци и други локации. Ова година или во текот на 2017 година пак е завршена изградба и реконструкција на јавно осветлување на улица Дима Наредникот, потоа изградено е ново во индустријската зона Металец, потоа на улицата Велко Јанкуловски стариот, тоа е кај печатницата, паркот пред театарот на улица Александар Македонски и ќе се заврши со осветлување на патот спрема село Селце, сето со инвестиција околу 2.200.000 денари, како и осветлување на градскиот стадион Гоце Делчев. Тоа ќе се изврши преку донација добиена од УЕФА на околу 750.000 евра и осветлување на музичкиот парк во населба Врвеско Мало и фудбалското игралиште во село Мало Којнари. Понатамошната дислокација на контролните уреди за јавно осветлување, кои сега се сместени во трафостаниците на Евана, во посебни надворешни ормари со цел целосна контрола на истите од страна на ЕЛАС општина и побрза интервенција при појава на дефекти. И на крајот општината остава простор за примена на нови технологии,
Во јавното осветлување ќе се изврши замена на одреден број на светилки со тие од поновите генерации, како светилки базирани на LED технологија, кои имаат поголем број на работни часови, како и поголем коефициент на полезно дејство, односно имаме повеќе светлина и животен век за помалку потрошена електрична енергија. Пред неколку години цената на истите беше драстично висока, но моментално истата е падната на ниво кој е приближно на постоечките светилки, со кои располагаме, тоест во однос на натриумовите и флуоресцентните кои се инсталирани во општината. Тоа ни дава можност со нивна инсталација да добиеме конкретни резултати, односно уште помали трошоци за одржување и поголема заштеда за електрична енергија и можност за постепено нивна целосна замена со новата LED технологија. Исто така тука е искористување на алтернативните извори на енергија, како и поставување на соларни панели на пазарот и општинската зграда за осветлување на самите објекти и искористување за потребите на јавното осветлување. Овие пак дополнителни заштеди би ни дали можност за поставување на интелигентни уреди за далечинско управување во јавното осветлување, што би довело до полесно детектирање на дефектите, побрза интервенција за поправка, целосен реал-тајм увид на состојбата, како и дополнителна заштита на електрична енергија. Ова е завршна фаза во целосно модернизирање на јавното осветлување преку енергетска ефикасност, како и навремено одржување преку елиминирање на факторот човек за детектирање на дефектите. На крајот би сакал да кажам дека со се ова што е инвестирано досега и ново планираните инвестиции во иднина, може да се каже дека Прилеп е лидер во Македонија во однос на искористување на енергетската ефикасност и алтернативните извори на енергија.